Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во најновото издание од Прес-центар на фреквенцијата на М телевизија. Ви благодарам што не следите. Овој пат разговарам со Вилијам Михајловски Гајда, веќе познат на пошироката македонска јавност, момчето кое што во 2017 година беше обвинето за осуден за терорист за настаните што се случија на 27 април 2017 година, кога група македонски граѓани упадна во македонското собрание. Вилијам беше осуден на 14 години затвор, одлежа 8 години, моментално е на прекин на одлежување на затворската казна. Ќе проговориме за судскиот процес кој што се води против него, за условите и одлежувањето на затворската казна, што се случува во македонските затвори, неговото искуство, меѓутоа и сите негови идни политички партиски ангажмани кои што го очекуваат. Ќе прокоментираме за тоа дали и како ќе се одвива судењето против него и дали во Македонија правдата ќе излезе на виделина. Ви ветувам интересни 30 па и повеќе минути разговор, останете со нас. Вилијам Михајловски Гајда, или јас можам со Вили да ти се обратам и можеме веднаш на ти. Вили, ти благодарам што ја прифати мојата покана, еве да бидеш дел од Прес-центар на М телевизија. Како си? Добро, фала ви на прекрасната најава и ви благодарам на поканата да гостувам во вашата емисија. Така, јас во најавата напоменав дека те фативме вака во меѓу период каде што си на прекин издржување на затворската казна, осуден на 14 години, намалена казна на 13, чинам дека, меѓутоа одлежани 8 години, сега на прекин. Зошто на прекин и што се случува со затворската казна? На прекин сум бидејќи правев операција жолчката, ми се појавија камења, вајда од стресови, и ми се појавија големи камења кои морав да ги оперирам. Подоцна после операција при дигање на предмет дома, кичмата нешто е... Од кога е прекинот на казната? Па на прекин сум од февруар на наому и ова што сум на прекин, значи не ми се рачуна во лежење на затворската казна. Не се засметува во казната. Нешто подоцна во мојот концепт ќе проговориме за се поврзано со казната и судскиот процес против тебе, меѓутоа ајде од самиот почеток. Јас би сакала пред нашата јавност кој е Вилијам Михајловски Гајда или Вили пред 27 април? Па истиот сум јас и претходно и сега сум истиот, не се менувам. Волкот длаката не е менува, што викат нашиот народ. Пред да паднам во затвор, јас сум се занимавал со музика. Пошироката јавност, мислам дека знае поголемиот дел дека свирам на сите изворни инструменти, зурла, гајда, кавал, кларинет. Колку беше активен со музиката? Па само тоа имам работено во мојот живот, значи ништо друго немам работено. Имам соработувано со многу познати музички естрадни имиња од македонската естрада, од Сузана Спасовска, Круме Спасовски, Миле Кузмановски, Наум Петровски, со сите имам тие соработувано. Имам свирено на повеќе настани. И така да цел живот со музика се занимавам, не сум работел ништо друго во мојот живот. Немам никакво криминално досие, не сум бил никогаш криминалец, не сум размислувал нели криминално. Ова е прва твоја прво криминално досие. Осуден на 14 години, одлежани 8 години, осуден за тероризам. Се чувствувам ли јас безбедна тука? Да. Не сум. Да, и се чувствуваш ли ти виновен? Не се чувствувам виновен, можеби за Кацарска и за она алкохоличарка Вилма Русковска сум терорист, но за пошироката јавност, за македонскиот народ, сите ме гледат како патриот кој си ја сака само Македонија. Не терорист. И мило ми е зашто големиот дел од народот македонски ме чувствуваат како патриот. Зашто токму 14 години затвор, чинам дека втора по големина беше твојата казна? Трета, има и 15 години, јас сум трета
трета по големина казна ми е мојата. Па не знам, така и технологијата на... Имаш ли докази за... Не, судењето беше сето, пресудата беше напишана уште пред да почнеме да се судиме. Со што еве како сега пред месец дена, еве можам на јавноста да покажам, има видео, еден судија поротник кој беше кај нас во судијачкиот совет на Кацарска, излезе кај Боки 13 на телевизија на неговиот подкаст и зборува во врска со пресудите од 27 април. И истиот тој судија самиот признава дека пресудата веќе била напишана и никого не прашувале за мислење, нели дали се согласуваат со терористичко загрозување или не се согласуваат. Како прво за терористичко загрозување на уставниот поредок нема докази, ниту еден доказ нема, бидејќи нема ниту оружје, ниту е предизвикана поплава, ниту е предизвикан пожар, ништо такво нема. Значи нема елемент за првите 5 букви од нели членот како што гласи терористичко загрозување на уставниот поредок. И така да нема докази, од тука паѓа се, целото дело паѓа во вода. Што еве сега ќе го пуштиме судијата поротник. На прекрасен поротник во 20 за случај 27 април. Да, тоа е во времето кога бев во пензија и да најдеме некоја занимација се пријавивме и избора за поротници. Дали можам да поставам прашање кое што е јасно и конкретно? Дали вие сте човекот кој што има издвоено мислење и не се согласил со пресудата, а ова прашање ќе го спојам со следново, дека вие сте човекот кој што може да посведочи дека немало советување и гласање, туку дека се добиле само пресуда од Добрила Кацарска, која што ви била кажана и ви рекле потпишете. Па да, имаше мои несогласување околу изрекувањето на казните, односно во самото обвинение, меѓутоа тоа не беше прифатено и беше пресудено кој што беше пресудено. Дали имаше советување и гласање согласно законот за кривична постапка, бидејќи сите сте таму еднакви, и судијата и поротата имаат еднакво право на глас. Дали постоеше советување и гласање пред изрекување на драконските казни за осудените на 27 април? Советување немаше, меѓутоа гласање имаше, пошто беа изречени веќе казните и напишани. Очекувате ли вие таква казна, односно такво кривично дело? Па види, вака, пред нашите пресуди имаше пресуди за обид за убиство на пратеникот, тогашниот пратеник Зиедин Села, и кога добија дечките со нас, нели, и па сепак и тие се за 27-ми, кога добија казни по 13 и 10 години, имаше 2-13 години казни, рестото беа по 10 години казни, 10 Се вкупно чинам над 200 години. Па со се нив 290 години имаме затвор на 18-19 луѓе. И еве самиот судија поротник кажува дека пресудата веќе била напишана, значи претходно, само ги донеле да ги потпишат. Од тоа поголем доказ мислам дека нема, дека сме наместени. Имаше гласини дека ќе бидете помилувани од актуелната председателка на државата, Гордана Силјановска-Давкова. Имавте иницијатива за повторување на постапката пред Врховниот суд. Ве видовме активни во предизборната кампања за председателката. Ајде околу тоа малку повеќе. Па вака, предизборно, сите ни обеќа, мислам политичката партија, нели ВМРО ДПМН, обеќаше дека ќе ни извади од затвор и на човек кој му одземе на слободата, доволно е малку нешто да му дадеш, да му кажеш ќе ви извадиме од затвор, тој он Што значи ќе ни извади од затвор? Односно, што е прифатливо за вас, што не беше прифатливо, вие како осудени не прифаќавте амнестија, ете така. Значи амнестија не прифаќаме, бидејќи со амнестијата го признаваш делото дека ти си го сторил делото и бараш да те амнестираат од делото кое си го сторил.
А помилување има таков правен лек кој може да се употреби од страна на претседателката и таа во предизборна кампања зборуваше со име и презиме, не кажуваше на митинзи дека ќе се прво што ќе биде кога ќе дојде нели на претседателската функција, ќе го покрене прашањето околу 27 април. Што всушност се случи на 27 април? Но еве колку години и пол помина од како се на власт, ништо од тоа. Што точно се случи на 27 април? Народот македонски застана во одбрана на името и на уставот, а предавниците го продадоа името и уставот го сменија. Нас не затворија бидејќи не гледаа како опасност. Да се вратите назад на низ времето, ќе го повторите ли исто? Доколку се работи за Македонија, да, и за македонскиот народ, да. Се стекна впечаток во јавноста дека според сите оние претпоставки гласини дека судењето е наместено, процесот е монтиран, на кој што го слушавме ние од страна и секако македонската јавност, вие бевте директен учесник во судницата како обвинет. Вели како се одвиваше судењето за процесот за 27 април? Напорно беше на почеток. Судењата беа исцрпувачки, кои трае по цели 15-16 сата на ден, ќе не земе од притвор Савалето у 7:30-8 ќе не качеа во комбиња, додека стигнеме во судница 9-9:15, зашто имаме посебна рута која ја возевме, демек сме многу опасни, нели? И посебна рута која не возеа до судница. Ќе стигнеме околу 9:15 у судница, у 10 почнуваше судење, па траеше се до 11 навечер 12. На нас, ние бевме 9 луѓе кои останавме од почеток до крај во притвор. Другите беа кој домашен притвор, кој мерки предпазливо, значи беа делумно половина на слобода. Тие има право да идат да се купат и сендвичи и да се земат за јадење, за пиење, а на нас ни носеа судиката Кацарска, даде наредба да не ни пуштат од надвор да ни купуваат сендвичи, да ни донасат у судница да јадеме, бидејќи демек нашите родители кои сакаат да ни купат сендвичи да ни донесат, ќе не отруеле, така и беше образложение, демек ќе не отруеле, не може од надвор јадење да се носи. И нас не држаа со едно замрзнато лепче, оние крупчиња, мали лепчиња, и едно саламчо натре, и тоа ни дава за јадење за тие 16 сата кои бевме на судење. Ни судењата беа исцрпувачки, немавме време ниту да спремиме одбрана, ниту да бидеме, едноставно не сме свесни зашто не обвинуваат, ние уморни, ќе стигнеме навечер сабале во 1:30 од судење ќе навратат во притвор, легнуваме додека јадеме, нели цел ден гладен си таму, додека јадеме, легнуваме околу 2-2:30, јадеме у темно, да се разбереме, тоа светло сега се надвор у притвор, не сме светло да има. И додека јадеме не фати 2-2:30, Савале ние у 7 сат пак треба да бидеме на нози да тргнеме пак на судење, значи тие беа исцрпувачки судења. И на судењето уште на почеток се виде дека ќе се мести некоја намештаljка класична намештаljка беше тоа. Доаѓаше Джеймс Бейли, еве прв го спомнувам со име во вашава емисија. Доаѓаше тој на судење, ќе и махне на Кацарска, ќе се насмее, ќе си отиде се замене. И Кацарска само ќе му се насмее, толку беше. Значи тука има некој влијание и странските амбасади има влијание во процесот за судењата за 27 април. Од денешна гледна точка, јас мислам дека тоа сето било сценарио претходно смислено, за да се заплаши народот, за да може да го сменат името, за да го сменат уставот, да се донесе двојазичност и едноставно покажа на народот дека ако вие се буните против промена на името, како што ние се буневме, македонските патриотски здруженија во тоа време, еве што може да ви се случи. И народот поклекна на
тие... Председателката не ве помилуваше се уште. Не. Велите дека сте на некој начин изиграни од партијата на власт. На кого сте лути денес и од кого сте разочарани? Па лути сме на што се игра ваква нечиста политика. Тоа сме лути, зашто председателката едно време, мислам, на некоја емисија дека беше кажала дека ние не знаеме што бараме, ниту едно барање нема пристигнато кај неа за помилување или за таква работа за да се реши нашиот случај. И вака се собравме сите, еве да го спомнеме, кај Игор Јук на сахрана, Бог да го прости. И кај него на сахрана се собравме и прашуваме меѓу себе дали некој има поднесено адвокат, што како. Немаше никој, као не знаеме. И собравме сите подписи на сахрана кај Игор, да ги поднесеме кај председателката и поднесовме и еве денеска Игор умре на 7 февруар, до денеска ние се уште немаме одговор од председателката. Значи ние сме на прекин, неколку луѓе сме на прекин бидејќи имаме здравствени проблеми, но прекинот не е решение, не може да биде решение, бидејќи казната си стои, пак ја треба да ги долежам, уште 6 години треба да ги долежам. Сум лежал 8 до сега, уште 6 треба да долежам. И казната си стои, а ова одоговлекување само полошо си правиме за нашата здравствена состојба. Така, дел со лоша здравствена состојба, на прекин на издржувањето на затворската казна, за жал некој заврши со смртни последици. Значи ли тоа дека условите во македонските затвори си го зема и својот данок? Да, условите во македонските затвори се на многу ниско ниво. Не знам, мизерија. Причинам дека и смени промени затвор. Сите, Сега централните, во Прилеп? сите ги поминав централните затвор. Прво бев 2 години во притвор, таму имавме секакви притисоци од тој директорот што беше Ѓоко Поповски, не Ѓоко Поповски беше за Мерцедес суден, Ѓоко не знам презимето како му беше, од СДСМ директор беше ставен на шутка, таму имаме секакви притисоци од него што ни влетува со маски удварно тјаскање, ни влета со маски, со викања, секакви притисоци трпевме таму во шутка тие 2 години притвор што бевме. После ме префрлија во Идризово ради безбедносни причини, бидејќи имавме провокации од албанците, имавме провокации. И не префрлија во Штип. Во Штип, тоа сум го кажувал во неколку емисии, имаше еден директор кој за него Заев беше Господ. Ја на такви му обети не можев да премолчам. Тој рече ќе ме префрли, а не очекував да ме пушти дома и ме префрли во Прилеп. Во Прилеп беше на почеток добро, сега можам да кажам дека за нас затворениците е многу полошо. Значи ни вршат претреси. На што мислиш дека се дължи? Па ни прават претреси, ни расфрлуваат претресот е многу лоша работа кога ќе ти влетат, кога ќе ти ги расфрлат лиштата по земја, ти ги фрлаат постелнината по земја, ти таму немаш кај да ги спереш у истиот момент, нема кај, пак мора да легнеш на истите тие што ги фрлале по земја, што ги газеле. Од таа смисла лошо. Сега може има некое подобрување околу јадењата. Јадењата голем дел од затворениците се јадат од дома што ги пуштат. Како е во делот за посетите? Во делот за посетите имаш право еднаш кај месец редовна посета која од нели од најблиските роднини, татко, мајка, сестра, брат. И еднаш кај имаш проширена посета што може да ти дојде еден пријател. Тоа у месецот 2 пати посети имаш и тоа е тоа. Излегување за викенд? Излегување на 60 дена, ја имам 3 дена да излезам надвор, фактички на 2 месеци 3 дена ми даваат. Кој дел Вили од казната го почувствува како најмак отрпен, може би, така ќе го речеме? Притворот беше најтежок дел, но сепак и од таму јас сум извлекол и доста позитивни работи, едноставно се запознав самиот со себе.
Да, ти тоа ми го Значи- сподели позади камерите, дека затворот не е за секој е, индивидуално, меѓутоа ете ти си нашол и нешто добро во сето тоа, а тоа дека си се запознал конечно себе си извлекол некои своји позитивни Так. особини. Јас гледам и некој оптимизам во твоите очи, се надевам дека секи излезе добро. А она кое што сакам да го продолжиме во мојот концепт е тоа дека деновиве влегуват и во политика. Тоа всушност е на седницата на Централниот комитет на Единствена Македонија сте избран како дел од извршниот член на извршниот комитет на партијата и ќе ја водите комисијата за внатрешна безбедност, одбрана, правда и политички затвореници. Зошто прво одлучуваш да влезеш во политика и што значи сето ова, Вили? Па, И зошто токму Единствена Македонија? бидејќи за мене е тоа најпатриотска партија, која мислам дека преку таа партија можам да ги искажам своите ставови патриотски гласно, јасно. Застана ли ова партија рамо до рамо со вас и со вашите барања и со подршка кон вас? Па да, за мене имат излезено еве голема благодарност до председателот Јанко Бачев и до целиот тим на Единствена Македонија што ми ја дадоа можноста да бидам дел од извршниот комитет на Единствена Македонија. Зошто токму оваа комисија, што ќе значи ваквата комисија и дали можеби преку ваквата комисија ќе се покране некоја иницијатива и постапка токму за вас со студените за 27 април? Па вака, во политика влегов, да ти да одговорам само на прашање, влегов бидејќи сум политички затвореник, мислам дека само со политиката пак може да се реши нашиот случај. Политика не затвори, политика ќе не слободи. Тоа е моје размислување, нели. Во големите политички партии таму има многу игри кои се работат позади грти, работат и многу манипулираат со граѓаните на Република Македонија. Па поради тоа се одлучив како една од најпатриотски партии во Република Македонија, Единствена Македонија, да се приклучам на тимот на Единствена Македонија. И мислам дека нешто ќе извојуваме победа, така ми кажува. Ќе има ли правда во Македонија? Верувате ли дека правдата ќе излезе на виделина? Да, правдата е можеби спора, но сигурна. И верувам дека еден ден сигурно правдата ќе си го најде своето место и ќе биде, нели, за сите. Оптимист ли сте за подобро утре? Еве од февруари ви тече прекинот на казната. Кои се плановите за воиднина? Ете при самиот крај, јас сакам да прашам. Пред се ми е најбитна слободата, кога ќе Верувам и здравието. и здравието, фала му на Господ. Господ ми чува и здравието и умот и друго се ќе се дојде на свое. Но пред се борбата ќе ми биде за слобода за сите осудени од 27 и правдата да си го најде своето место во врска со случајот 27 април, бидејќи на 27 април никој не е напад на државата, туку државата беше нападната од тие внатре што седеа собрание. Не сме ние напаѓачите. Да не ни ги отвореа вратата, немаше да влеземе сигурно. Значи тие врата се од прв безбедносен степен направени во собрание. Тие врата до ден денеска да туркаат и слонови да донесат, не може да ги померат ниту милиметар. Тенк не може да ја сруши таа врата. Видоме сите како се изигра целата ова политичка игра, дека ни отворија врати од внатре, ни ги отворија вратите. Народот беше гневен, оправдано гневен беше, бидејќи сакаше да се смени името, се смени на државата, се донесе двојазичност и оправдано беше гневен и тој влезе внатре на отворени врата. Значи вратата не се ниту скршени, ниту разбиени, значи беа само отворени врата. И сега тие што ги отворија врата, тие не одговарат, дури добија тендери, не знам по колку милиони таму, добија станови се, живо и диво добија, а ние лежиме се уште во затвор. Се надевам дека некој ќе собере храброст и ќе го потегне овој случај да ја најде правната разрешница
нашиот случај. Остана ли Вилијам Михајловски гајда со истата кауза и визија како пред 8 години излежана затворска казна? Да, значи останувам, значи гледано, значи јас сум ВМРО идеолошки, не сум партиски, ВМРО не го гледам како партија, тоа го гледам како идеологија. Кодот на секој македонец треба да му биде ВМРО, на секој македонец. И така да јас сум горд што сум македонец, јас не го продадов името и ќе се борам за да се врати името на секој можен начин. И уште не прашав, а во мојот концерт го има од каде прекарат гајда, претпоставувам нешто поврзано со музиката, како што не напомена и нешто на почетокот на емисијата во најавата. Така, бидејќи гајдата ми е омилен инструмент за свирење и Ти остана ли контактот со тие луѓе од светот на музиката, колку беа поддршка, кој беше најголемата поддршка и е најголемата поддршка покрај семејството, секако најблиските околу, колку од пријателите останаа тука? Па, од пријателите имав еден братучет кој осетив дека има ритам во себе и го земав да чука тапан. На 11 години го водев по свадби, значи го извежбав да биде стварно како професионален тапан. Ти фалат ли свадбите? Да. Но си свирам, јас сепак дома си свирам сега за мој кеф нормално. Не идам по свирење. И тоа детето сега е пораснато веќе, има формено своја група, свири, работи, турбо, има работа, свадби, има свирење. Така, претпоставувам ти како учител негов си многу горд. Така, и горд сум и на него и тој секогаш е бил тука за мене и едноставно не ми ја заборави таа добрина што сум го упатил на тој пат. Вили, многу ти благодарам што беше дел од пресцентар на М телевизија. Ти благодарам за топлиот искрен разговор од срце. Јас ни повеќе ни помалку ќе посакам добро здравје и секако правда и правичност во Македонија и старување на работите до крај. Да ти остане оптимизмот и позитивната мисла и секако да се видиме во некои побави подобри времења. Ти благодарам уште еднаш. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам што бевте со нас и со пресцентар на М телевизија. Се надевам дека го задржавме вашето внимание и дека во оваа емисија кажавме работи досега некажани. Разговарам со Вилијам Михајловски гајда, еден од осудените за настаните од 27 април 2017 година, кога група граѓани влегува во Македонскиот законодавен дом. Ние се гледаме наредната седмица, до тогаш ве поздравувам.